Леонардо е скратеното име по кое целиот свет го препознава најплодниот ренесансен уметник и инженер – Да Винчи. Една од неговите обсесии било летањето, поставил бројни нацрти за можни уреди и машини. Меѓу тие летала е така наречениот воздушен сврдел. Во теорија, идејата била дека вртењето на осовината ќе доведе до доволно брза ротација на едрото за целата структура да полета. Концептот никогаш не бил произведен, но принципот е искористен за изработка на првиот хеликоптер на Игор Сикорски, а се користи и денеска. Една од фирмите што ги користат принципите на вертикалниот лет поставени од Леонардо го носи неговото име. Италијанската компанија е специализирана за производство на хеликоптери за воена и цивилна употреба. Каква врска има сето тоа со Македонија? За модерните повеќенаменски воздухоплови, Министерството за одбрана ќе треба да плати околу 230 милиони евра во следните 4 години. Е одлучено предмет на набавка да бидат 4 хеликоптери од типот AW149 и 4 хеликоптери од типот AW169M, кои се очекува да почнат да пристигаат во втората половина на 2026 година, а последниот хеликоптер од овој пакет да биде испорачан кон крајот на 2028 година. Неколку дена по оваа најава на тогашната министерка за одбрана, дека е избрана најдобрата понуда, таа потпиша договор за набавка на хеликоптерите. Сето ова е повторна вест по година и кусур, бидејќи за прв пат во понеделникот сегашниот министер за одбрана објасни во детали зошто неговата партија, владата и тој лично го сметаат договорот со Леонардо за проблематичен. Прво, поради периодот во кој е спроведена набавката. Пример, во избори е сменет планот за јавни набавки, тој е недозволен. Но е сменен за да се набават овие хеликоптери. Веднаш потоа објасни дека понудата на Леонардо првично не била најповолна. По анализирање на пазар, не е избран Леонардо, избрана е друга компанија. Каде што во министерството, односно на програмска група, се објаснува кој е најдобриот тип на хеликоптери, се дава таа цена од компаниите што е најприфатлива и повторно таа не е Леонардо. Кога се предлага на управната група да се прифати друг вид на хеликоптери и цената е најниска во тој период, стигнува без никако да се побара од никога да се побара ревидирана понуда, не знам и како да се дознава за таа ревидирана понуда од Леонардо која што е во тој момент пониска. Иако требало да се разговара на влада да се прифати компанијата што претходно се избрала, нема информации што се разговарава на влада, тоа е симптоматично, се враќа во министерството каде што на програмска, односно на управна група, тоа е со сите авторитети каде што го води министерот тоа тело, се разговара да се прифати друга компанија, но се наеднаш се прифаќа Леонардо бидејќи е најниска цена. Но, тврди министерот Владо Мисајловски, цената од понудата со која Леонардо бил најевтин не е истата цена по која се склучил договорот. Симптоматично што во тој момент е најниска цена, но на подпишување на договорот се зголемува за 37 милиони евра. Како? Тоа треба да се истражи некој друг да ги даде одговорите зашто и зашто не е побарано од другите компании во тој период како таа цена пораснала од последна понуда или подиректно ако сакате од 213 милиони да порасне до 249,9 милиони евра. И тоа е многу симптоматично. 360 степени стапи во контакт со поранешната министерка за одбрана Славјанка Петровска. Не беше во Скопје, па ни одговори на писмено. Во врска со измените на планот за јавни набавки објасни дека станува збор за договор на влада со влада. Согласно Законот за јавни набавки и Законот за набавки од областа на одбраната и безбедноста, оваа набавка е исклучена од овие закони, па од тука небулоза е, односно тотално непознавање на материјата, самото споменување на терминот јавна набавка во набавката на хеликоптерите. Планот за јавни набавки не е променет за да се склучи договорот. Понатаму, таа тврди дека не е точно дека првично била избрана понудата на друга компанија, а за обвинувањата за пропустите во постапката од страна на актуелниот министер одговара. Жалам што министерот неподготвен седнал на интервју и со непознавањето се обидува да фрли дамка врз овој договор. Процедурата е целосно почитувана и крајната одлука е донесена на седница на влада на предлог на Министерството за одбрана, зашто е поднесена писмена информација во прилог со договорите и со компанијата и со Италијанското Министерство за одбрана.
Има записници од одржаната седница на влада и не се точни и тврдењата на Мисајловски дека нема податоци. Самиот процес на склучување договор влада со влада е политичка одлука, преку која се гради партнерство и соработка со пријателски земји. Во однос на забелешката на Мисајловски, дека има разлика од 37 милиони евра во цената меѓу понудата и подпишаниот договор, Петровска одговара. Се што имаат испратено фирмите до нас, се е разгледано и избрана е најповолната понуда. Долгорочно гледано, посебно во делот на одржување и резервни делови. Преку овој договор и подпишувањето на договорот за воздухопловно патролирање на италијанските воздухопловни сили ја продлабочивме соработката со Република Италија, што геополитички е од интерес за Македонија, земајќи ги предвид предизвиците со кои се соочуваме. Посакувам Мисајловски да продолжи со склучување вакви корисни договори за нашата земја. Поради сериозноста на последната изјава на министерот Владо Мисајловски за конкретни сомнежи за текот на постапката, став побаравме од 4 институции. Дали веќе работат на случајот, прашавме во обвинителството, МВР, Финансиската полиција и антикорупцијска. Добивме потврден одговор од Управата за финансиска полиција. Од страна на Министерството за одбрана доставено е барање за поведување на постапка по склучен договор за набавка на хеликоптери. Согласно одредбите од член 46 и член 47 од Законот за кривична постапка, а во врска со претходно наведеното барање, во моментот Управата за финансиска полиција спроведува повеќе предистражни мерки и активности. Што и да превземат или не превземат домашните институции нема да има никакво влијание на договорот со Леонардо. За него важи швајцарското право, па според актуелниот министер, земјата е исправена пред 3 опции. Едно е да го продолжите како што е во оваа фаза, целосно и ништо не правите, со не знаете колку скриени трошоци ќе излезат, бидејќи фаворизирање има во договорот целосно кон италијанската компанија. Второ е да завршите на арбитража, што е најопасниот дел. И трето е да пробате да го почитувате договорот, но да пробате некои делови што се неприфатливи за армијата, да пробате да ги менеджирате, да ги ревидирате. Токму поради третата и посакувана опција, владата најмила адвокати. И сега италијанците ви прифаќаат да репреговарате делови од договорот. Да, веќе добивме дописи дека се сложни за се што е, да речем, проблематично и што би сакале ние да го разговараме со нив, дека стојат на располагање, но ние сакам директно да кажем дека исплативме втората рата по договорот, бидејќи ние законски моравме да исплатиме. Во моментот договорот е важички, мора вие да втората рата сте исплатиле. Точно, и продолжуваме со имплементација на овој договор, но многу внимателно, со секој еден чекор. Што го правиме? Не го правиме сами, туку со адвокатската куќа идеме и направиме динамичен план за секоја рата, што ќе побараме, кога ќе се прати македонската делегација таму, внимателно се. Првата рата за хеликоптерите беше 40, а втората 35 милиони евра, што значи дека владата досега има платено околу 75 милиони евра за хеликоптерите, кои треба да почнат да пристигнуваат следната година. Министерот вели секој чекор се прави внимателно, но додава и дека целта на владата не е да се раскине договорот, туку да биде успешен.